До инфоцентарот имам уште многу малце. Ене и долу Ивце и Ангел. Еве сега малце даунхил тука. О, добра е. Ова е чист срндач. Чиста? Го добиваме ова. Колко? Јас мислам дека 3/4 уште. Не, немам да зборам. Иде тој сегмент од влогот кај што имаме рубрика Печурки со Иво. Значи имаме нешто чудно. Јас познавам печурки колку толку. По професија печуркаш. Ова што го гледаме тука, јас мислам дека е срндач се вика. Срндач. Срндач. Еве го како изгледа. Што е чудното? Чудното е тоа што ова печурка расти само во ливади. Во ливади. Во ливади ја наоѓаме тука под дрвото бор. Дрвото борко. Дрвото бор. Сега ќе пробаме да скиниме кутрата печурка. Има шпага направи ако сакаш. Ајде. О, добра е. Ова е чист срндач. Чиста? Како што гледате има Ох. вака се. Пред да продолжиме со кажување глупости за печурки, од мене ќе ве замолам, немојте да одите во шуми да ги земате која било печурка, оти можете лесно да се труете и да завршите на болница. Или да не завршите на болница. Ама ова, јас Чекај вака. Од оздола. Уба изгледа ова. прстенот е карактеристичен за оваа печурка. Не! Се удај печурката. Не! Се удај печурката. Леле, сега? Нема гајле се подизми. Нема, аха. Јадиме. Вака, еднаш имам најдено баји печурки сами и онака си си направи. Значи тоа е И една стомако те болеше? сега да не навлегуваме во такви работи. Ќе ги демотивираме некој да не јадат печурки. Прстенче да го скршивме. А читоре се јади? Аби се јади, ама се неќе го јадам ова. Аха, добро. Ова ќе го искршиме вака, се и толку. Па се удај толку, умре. Печурче бе си седеш и што ти напрете, што ти изгреши. Што не изгреши печурки. Озбилно, нарко, ојдовме, значи гледај. Ама не осеќа болка, бе, ајде, шо. Најдовме осамена печурка, сама е, значи друга печурка нема и ја отепавме. Умре, нема ни една печурка. Како ја виде ти печурката? Право што ја виде. Очи од сокол имам ја. Шо била работа? Погоре мислам ќе најме други. Ќе правиме биолошка испитва. Анализа. Биолошка анализа на печурки. Да, истражи го Пелистер. Завршва рубриката Печурки со Иво, Иво дипломиран печуркаш. Продолжуваме понатаму. Дечки, ова е вонредно видео, пак се враќаме со печуркашот Иво, најдовме нови печурки. Како што дознавме отровни печурки, не го правете ова дома. Повалете, добар ден. Во програма сте. Како што е работата? Каква е работата? Јас имам берено што имам берено. Ама вакви има видено муж. Ама толку многу вакви печурки. А овие друштво се онака, собрани си се дружат. Ама глеј, овие се тука. Кола, како бе кола? Итен случај. Итен случај, Југо! Абе, шо е ова? Абе тркалото му излезе. Абе, му врати тркалото. Иначе, глеј, оние ми личат ко во Европа да се растени печурките, овие ко во Африка негде. Добро, тоа малку чудно, ама Причината зошто нема стигнем. не можам да речам дека се отровни, ама овие Дали вие би ги јаделе? Не, нема Ето, шанса. гледате, значи, мислам да слушам од професионалците. Овие изгледат, овие печурки многу изгледат генерично, ќе го наречам на Ајде. англиски, generic. Поред. Генерично изгледа затоа што знаеш, кога речиш печурка, Ова те асоцира на ова те печурка. асоцира. И најчесто таквите печурки или една црвена со бели точки, ако може да ви текне некој или Боба може овде вака слика да клајне. Добро, ќе напишам на Google печурка со црвени точки. Да, и ќе излези. Океј, време е да срчниме печурка со црвени точки. Кликаме во слики и сега скроламе. Скроламе да видиме што ќе најдеме. Има тука печурки, ама не знам, ова нема точки. Еве, ова е. Ова треба да е. Ете, напишав печурка со црвени точки, излезе печурка со црвени точки. Многу совршен изглед има. Таа може да ти направи на телото. Аха,
Таа халуцинација. се вика, знам како се вика. Аманита мускарија се вика. Добро на латински, ама На ти латински. велам, ова. Uh, red cap. Не, некако. Red cap. Да, ама Така на некако, македонски. не знам. Потсеќам многу на тајен агента. Во ред можеме да ги оставиме печурките да си растат, да си живеат. Уживајте. Дами и господа, тука завршва рубриката Печурки со Иво, односно со печуркашот Иво. Мислам дека не завршва, ама ајде, оти ќе најме 100% ќе Вие најме колку близко печурчи. сме до целта. Да, уште малце Не цели 100, не цели 100. целта, а ова се само колку Чекај да 15 на километри. 16 од патот. 16:44. Како што може да видам, уште малце има до виртуелната цел. Значи ова е целта, ама не е целта, ова е една од многуте цели што ги имаме денес. Ми се јади, возиме скоро 2,5 сати, 3. Толку од прилика. Стигаме кај тој инфоцентар, не дека нешто треба да се информираме, ама треба да јадиме. Допрва, не знаете што не чека. Не знам. Мислам дека во хистерија, во трансој ќе паѓам по патот, значи ќе пукнам, многу ќе биде тешко. 7 кладенци се кладеле тука, а многу убаво изгледа. Многу убаво. Ми се допаѓа тука, немам дојдено. Баји време, какво мовче, каква река. Ајде. Нека одмори точа ако малце заслуже денес. На се уште овие скали треба да ги качам. Кај ќе сејме? Кај сакате? Тука беше. Каква мечка? Мечката се вика Кафеава мечка. Урсус Арктус. Министерство за животна средина и просторно планирање. А војше, Ова со план е клаено, тоа е работата, зато. море се ништо. Еј, ова. Ова е 7D. Се начепкај сега. Изгреши на тебе нешто? Не ми изгреши, ете, ќе му се извинам, извини мече. Абе, шо ќе правиш ти? Шо е ова? Спирала. И како што може да видиме, 100% постои човек во планетата што ќе дојде тука и да укради кантата. Фатена е со катанец. Замисли си идиш до тука и онака идиш канта да украдиш. А најлон оти не го врзат, може некој најлон ќе го украде. Оди мечка не ја врза. Да, мечка да треба и мечка да некако да ја врзат. Значи, дојде да видите што работи јас имам. Ајде да видиме што имаш ти. Кај мене сендвичите се толку зиповани, не личат на сендвичи поќе. Овај најлон има еден куп работи, значи многу Добро. работи има. Овде Дали се тоа сендвичите? Да, да. Ба. По очите мом да те видам. Зошто не го фатив тој звук што го испушта твојот организам? Тој издувен газ. Па никош нема се фати. Чекај малце да си оземам моето јадење. О, леле. Па Германија ако бев толку не носев работи ми се чини. Бобра. Тука ако отвориме има нешто внатре сплескано. И ако го извадиме, го добиваме ова. Хот-дог. Ама добро, овде еднаш сум каснал, попат ми се јадеше. Многу убаво. Ако прочепкаме тука и вадиме, и го вадиме ова. Кој е тоа? Куфер со јадење. И внатре има бананас, треба да земе бананас. Имав некаква теорија дека ако ги клам во пластично, од ладно до внатре ќе си седи ладничко и нема да се стопат. И како што може да видиме, тука е се зиповано, може една банана да се искористи. Колку е ладна бананата. Еве моментално како се одвива нашата трпеза. Си јадиме, си уживаме. Ајде сега точни четврти ниво ќе каже колку имаме. Да те сватам сериозно. Си седиш, си јадиш и ќе ми кажеш четвртини. Немам да мислам. Два до тука, два до ловечка, не, 3 до Големо езеро. Тоа се многу четвртини, јас можам да кажам. 4 четвртински, така. Јас мислам дека 3 четвртини уште има. Ова е една четвртина мислиш? Тоа ме плаши. А извозивме Леле Ангел просветлен си максимално. Дефинитивно 3 четвртини уште. Значи во превод страшно не чека доправа. Големо езеро викав 3 четвртини. До Големо езеро? Големо езеро само 3 четвртини. Не, бе помалце. Овде колку поминавме 15-тина, а до Големо езеро уште 15-тина има. Четвртини? Не. Километри. Север, југ, запад. И дами и господа, Ангел си носи дзиври. Јас сега почнав да снимам. Досега си зборавме, јас не снимав. Дечки, нова печурка, Иво Печуркашовски. Значи овие се нарекуваат лисичарки. Малце неправилна форма има. Да, и стара е. Колку години вака има? Шо? Каква проценка онака би дале за годините? Колку години мислите дека има тоа? Стара е, стари се многу овие. Многу стари се. По миризбата осетивте?
Не, вие сте на друго ниво, јас веќе немам вас да ве Точно разберам. така, ама ова е стара многу, гледаш, се гледа. Се гледа? Старена, иначе многу како фрешки изгледа. Викаш да е дедо веќе онака? Или? Веќе 120 години сигурно. Работата е точно, ај, сакаме големо езеро, ние мейн гол, да речеме. Ама антена, поќе ни е. Да. Видете го вие овој поглед тука пред нас што се наоѓа. Колку убаво изгледа. Ние сме негде на пат за Ловечка и имам уште баги пат. Тоа знам. Би рекол 40 минути. Ангел како си се надева? Не, ползот. Јас ништо не велам, оти врска немам ни кај сме, ни шо сме, ни зашто сме. Само можам да кажам дека од 1 до 10 уморен сум 3. Откој ќе слегваме... Не, немам да зборам. Викам дека 3 сум уморен, но немам да зборам. Не знам на 9 што ќе види. На 9 нема да зборам, поќе. Шо сакав да кажам се, ете. Белја, ми текна. После мезерото од кој ќе заминиме од таму ќе биде најтешкото. Ама ние сме силни момчиња и ќе успееме. Се разбира за Македонија. Надежта последна умира, знамена песна имаше таква, че имаше песна Надежта последна умира. Тука како езерце некој да има. Тоа што се капевме во езерото, во Стрежевско езеро, би требало некој да го имате видено тоа видео. Поќе го нема на каналот, ама постоеше едно време. Затоа сега ќе кладиме нови Да, видеа. затоа сега нови видеа со нови сили. 10 пати поаки ќе биде. Иначе јас сега дознав дека во тоа езеро да се капиш било забрането. А ние се капевме, да, забрането е. Са јас имам слушнато, не знам колку е вистина, ама се капевме и цело езеро го свртивме и Иво му беше дупната гумата тогаш. Тој пат колку што беше непроводен, не е можно. Се надеваме дека сме... Немам да збораме. Се надеваме дека сме скоро при крајот и повторно се враќаме со рубриката Иво Печуркашот. Овој пат се враќаме со црвено-бела печурка. Ова е печурката што претходно ја дискутиравме кога ја најдовме првата печурка. Ова се нарекува на латински Amanita muscaria. Ова нешто ако го касните, може би нема да умрите, ама ќе имате многу лош bad time. Многу лошо ќе си помините, сакам да кажам. Сега фаќам јас. Многу лоша идеја да ја фаќате, ама јас ја фаќам. Ќе си измијаме овде ваму таму, не знам шо. Па да со носот глупав еден. Абе, ама јас не може Дај да да ја сотруеш мириснам. и да ја лижнам немам да сотруе. Не, за сега не може. Од овде му поќе мирисе. Да, мириса така. Нема некој грд Нема. мирис да речеме, грд вкуски Одозгоро речев, а ја мириснав. На земја мирисе, оти има земја. Да, реално. Абе, ако е понова мала миризба многу по. Ама убомир изгледа, убомир. Не знам што зборам. Уште за колку минути ќе стигнеме? Цело време кажуваме. 10 минути, 5 минути, 3 минути, 10 минути, 3 минути. Готово, сега стигна. Уште ова горница и таму сме. Реалноста е, уште не знам колку имаме. Реалноста е дека не знаеме, а досега возиме од инфоцентарот до тука, дали ја фатив? Не. Возиме 2 сати. А, 2. 2,5. Значи 2 сати и 15 минути. За здраво сати. 2,5 минути. Срамота е. По нашето зборање можете да видите колку ние возевме. Ова е за страмота што го возиме. Да. Морам да си признам дека за страмота време возиме. Оти од 4 сабајле, од 4:20 до сега возиме, кој знае колку време не сме ни до Ловечка стигнали. Ајде да запниме оти мав ни е планот. Абе, слушам, ама не сум сигурен. Изгледа стигнавме. Гледам тука ова домот широка, Ловечка и Јас сум широк исто така. Да, Иво е не само што е широк, туку и многу висок. Тука е крајот на третата епизода од овој влог. Не е баш влог, ова цела турска серија стана. Индиска серија може ќе биде, не знам, значи може милион епизоди да излезат. Како што гледаме, времето малце заладва, така да купете си ја вашата Не ми соли памет блуза на ib.mk Instagram профилот. Иначе гледав оваа епизода да е малце подолга и беше малце подолга. Ќе гледам и следната епизода да биде малце подолга. Проблемот е што малце немам време и се што можам прам. Би требало да излезат уште 3 епизоди. Како што ги имам направено пресметките, треба да бидат уште 3. Следните видеа може да не се од овој серијал или може да бидат и од овој серијал и нешто друго, значи малце ќе биде измешано, ќе има и друг тип на видеа. Ќе видите ако оди се по планот ќе бидат интересни видеа. Мислам во секој случај ќе бидат интересни, ама ако оди по планот,
тие интересни видеа што ги имам замислено треба да ги реализирам. Бапнете лайк, стиснете subscribe, купете си Не ми соли памет блуза или чичко човек мајца, ете таму во ќошот не дзирка нас. Следете ме на Instagram ib.production и ние се гледаме во наредното видео. Чао!